Во период на интензивни преговори за решавање на долгогодишниот спор за името, македонските граѓани ги прашавме дали треба да има компромис за решавање на овој проблем и дали за евентуалниот компромис би требало да се распише референдум. Еве ги нивните одговори. Да, треба да постои компромис, иначе без компромис не правиме ништо. Треба да наđеме заедничко разбирање. Сите да попуштиме помалку, со добро све бива, со лошо ништо. Во секој случај покажа сите овие 27 години дека компромис би требало да има. А како тоа одлучува, се знае кој. Дали сметате дека треба да има компромис за прашањето за името? Да, ама не по наша штета. Јас сум моје мислење треба да има, сега не знам они како ќе онадат. За име воопшто не треба да станува збор да се решава, тоа е наше исконско старо име кое сме го наследиле и нашите идни генерации треба да го наследат. Воопшто никаква дискусија, никакви референдуми според мене не треба да има за името. Јас не би дозволил името да ми се смени, мое. Дали за евентуалниот компромис ако го договорат треба да биде распишан на референдум? Секако, но само консултативен. Каков е тој? Па мислам да се слуша и гласот на народот. Сепак одлучува собранието. Тоа прашете го пратениците, не мене, сине, фала ви. Треба да има, значи ако не се гласат граѓаните кои они сами не може да се решат. Видиш нова Македонија. А Македонија постои од време. Обавезно. Народот мора да се изјасни за тој компромис. Не може да оди прашањето на парламент само. Па нека има референдум, не е лошо да има референдум. Че треба да има референдум, па ипак народот да се изјасни дали е за компромис, дали не е и така. Најсигурно. Па не би сметало ти баш името не е референдумско прашање, името ни е дадено, тоа е наше и треба да остане наше, не треба никаква дискусија околу тоа. Референдумот не е верен. Како изборите? Кој може да гарантира дека изборите се оригинални? Како што треба да бидат? Не.